Почитувани, добре дојдовте во новата станица на ЕУ Карванот низ Македонија. Турнијата низ земјава влегува во втората половина. Поминавме 20 општини, остануваат уште 9. Ги поминавме сите поголеми градови и општини и во секоја од нив се обидуваме да ги промовираме европските вредности. Разговараме за тоа колку навиките и однесувањето на луѓето и што е уште поважно, колку функционирањето на институциите е на потребното европско ниво. Си поставивме задача да ја доближиме Унијата до македонските граѓани и обратно на луѓето во Македонија да им ги доближиме европските вредности. Ова празнично попладне општина домаќин е Скопски Карпош. За европските перспективи на оваа општина ќе разговараме со музичарот Бодан Арсовски, градоначалникот Стефчо Јакимовски и професорот Зоран Костов. Збор сепак прво им даваме на карпошевци. Колку Карпош наликува на европските општини? Па да ви кажем, можда една најубави општини у Скопје. Има све што е потребно, има играчки за деца, тоа што доволно опремена, доволно урбанизирана. Мене лично ми се допаѓа. Се гледа дека е човечка рака фатила нешто, мислам, суредено. Па не знам многу колку се европските општини, душа не сум ги видела, али супер. Мислам дека поред аеродром е втора најубава општина. Има институции доста, има факултети, има све. Се одржава чистота, паркингот едини услов што не се плаќа. Зошто на Македонија местото е во Европската Унија? Затоа што така треба. Македонија е држава. Што ние сме и географски во Европа, така? Па не знам дали е се уште, ама се надам ќе биде за нека година. Зашто треба да биде таму? Заслужува. Кои се вашите очекувања доколку Македонија утре стане членка на Европското семејство? Па на почеток нема да бидат големи, сигурно. С обзиром еве гледат и овие другите земји што влегуваат. Не иде тоа така баш лесно, меѓутоа секако ќе биде подобро. Ако не за нас, за вас, веројатно помладите генерации, ќе биде подобро. Па би требало да имаме поголеми примања. Дека се ќе биде подобро во смисла на побрз развој, особено на индустријски, на економски, културен и така натаму. Очекувања па подобар економски развој на земја не бити. Мислам дека ќе биде една правда задоволена. Сите сакаме, нели? На прашањето дали Карпош е европска општина, одговорот во 99% од случаите е позитивен. Зошто, професоре Костов? Негува европски вредности во видо европски стандарди. Тоа се по мене два критериума. Тоа е дел од некој шаблон, од некој стандард на нашето поимање за тоа што е Европска Унија. Меѓутоа во општина Карпош тоа на дело може да се забележи. Во многу други околности тоа го спомнуваме повеќе како еден стереотип отколку како една реалност. Градоначалник Јакимовски, дали по сите стандарди Карпош е европска општина? Секако треба да се работи уште многу. Нам ни е најбитно да администрацијата биде поставена по европски трг за да биде добар сервис на граѓаните на општина Карпош. Тоа што го работиме во делот на екологијата, во делот на енергетската ефикасност, настојуваме да сите наши објекти бидат енергетски ефикасни, да
уличното осветлување, поставуваме светилки кои ќе бидат енергетски ефикасни. Прва општина сме во Република Македонија која има правилник за енергетска ефикасност и која што одобрувањето за изградба на објекти и во индивидуално и во колективно домување е исклучиво да бидат енергетски ефикасни. Натаму за нас е многу битен елемент во општината е солидарноста во општината, помошта што ја нудиме и што ја даваме на граѓаните кои се наоѓаат во потешка материјална положба. И она што е најбитно, сметаме дека Карпош треба да има инфраструктура која ќе биде на едно високо, која одговара на високо развиени општини и тоа можевме да го видиме и ова лето на огромни порои и така натаму. Карпош никогаш не се поплави, тоа значи дека граѓаните кои што живеат во Карпош треба да имаат да ги задоволуваат своите потреби од секаков аспект и од инфраструктура и оно што е најбитно, дали случајно се погодило или не е случајно, во Карпош имаме 9 градинки, имаме 10 училишта, имаме 5 средни училишта, имаме 3 приватни големи училишта, натаму 8 септември како една голема болница, потоа е Филип II, Систина, имаме театар, имаме Луна парк, имаме зоолошка градина, го имаме врвот на водно, Пантелемон, имаме историски објекти, така натаму. Сето тоа прави дека Карпош да е организирана, да функционира и да постои дури како еден мал град. Арстовски, според градоначалникот, функционирањето на институциите е веќе европско или тежне е да биде такво? Каков е Карпош според менталитетот на луѓето кои живеат во оваа општина? Па вака, менталитетот можеме да кажеме дека е на луѓето малку е поблиску до европскиот менталитет, поради тоа што Карпош од секогаш го бил глас дека е на некој начин елитна општина, дека сепак поголемиот број на интелектуалци се во тој дел од градот и тоа допринесува и за општото мнение. Така да секој од тие истакнати луѓе кои живеат тука и успешни дејци во културата и во уметноста и во бизнисот, веројатно, допринесуваат со своето понашање да се рефлектира и према другите жители. Така да јас себе, например, конкретно сум многу педантен што се однесува околу мојот двор и средувањето на оградата и така да на некој начин се надевам дека и допринесувам да и комшиите кои се малку кои не се толку педантни погледат од мене па сака да се доближат до мене. Така да на некој начин целата моја улица, конкретно Варшавска, е веќе убаво средена. Веројатно јас бев еден од тие примери и јас и као мал па гледав по други некои постари луѓе како тоа го прават. Така да личниот пример многу допринесува за севкупното живење. Костов, дали сте и вие задоволен од вашата улица, како изгледа? Дали е доволно чиста? Дали вашите соседи се добар пример за однесување на луѓето во Карпош? Сплет на некои чудни околности, јас живеам на Рузвелтова, што е гранична улица меѓу Карпош и центар. Така да секојдневно сум сведок на една реалност од едната и од другата страна на општината. Сега не би сакал да се впуштам во коментари да заземам страна, меѓутоа бидејќи денот практично го минав на територија на општина Карпош, можам во целост да се согласам со ова што Бодан го спомена, дека се чувствува едно високо ниво на посветеност на граѓаните за заедницата и за околината. Тоа е нешто што не може лесно да се сретне на друго место. Градоначалник, кога според еколошките норми и по чистотата на улиците Карпош ќе го застужи епитетот Европска општина? Сега не е така. Па, за да биде така, треба целосно да зависи од нас. Граѓаните плаќаат надомест за комунално уредување, односно за одржување на зеленилото и за одржување на хигиената на јавното предпријатие Паркови зеленило, а улиците ги одржува општина Карпош од својот буџет. За да тоа биде на европско ниво, значи и приходите
и обврската треба да биде наша. Наша обврска ова не е ни по закон, ни по било што, меѓутоа ние плаќаме месечно плаќаме стотина метлачи и луѓе кои што косат и го одржуваат зеленилото, цвеќињата и така натаму. Кога сите тие приходи што се плаќаат на јавното претпријатие биле наши, тогаш ќе го подигнеме нивото и на индивидуалната хигиена. Индивидуалната хигиена е подигање на кантите со отпад и контейнерите. Во тој случај на некои делови би се подигало и 2 пати дневно. На голем дел би било, да речеме, еднаш 3 пати неделно онамо каде што се индивидуални куќи и во тој случај хигиената ќе се подигне на многу повисоко ниво. За да можеме да се подигнеме уште повисоко ниво од она што сме сега, а далеку сме од она што сме биле, сакам да потсетам дека јас кога дојдов за градоначалник изврливме 540 камиони со шут, смет и друг отпад и од тогаш општината држиме под контрола. Ние на видно место готово да немаме ниту една дива депонија. Се трудиме, нашите инспектори, комунални инспектори, имаат изречено најмногу мандатни казни од било кој во Република Македонија. Па да не речем дури колку сите заедно. Онаму покрај кеот на Вардар од левата страна после Александар Палас има нешто налик на дива депонија? Не е тоа дива депонија, таму одлагаме градежен отпад, бидејќи секоја општина треба да има и депонија за градежен отпад. Таму се одлага градежен отпад, кој што после одреден временски период се пуштаат булдожери и тоа се зарамнува. Вие можете да видите дека еден дел веќе е зарамнет, каде што има поставени хидранска мрежа и каде што се одржува, се коси, се полева и така натаму. За да ние бидеме европска општина, мораме заеднички со граѓаните, ние како локална самоуправа и јавното комунално претпријатие. Инаку, јас сум поборник да тие јавни комунални претпријатија и комунална хигиена и паркови и зеленило да се поделат на општините и општините директно да бидат одговорни за хигиената во градот. Морат граѓаните да знаат дека од страна на комунална хигиена Карпош има вкупно 13 метлачи. Јас одговорно тврдам со мотори на грбот да бидат тие 13 метлачи, не би можеле да ги чистат општината ако не се овие 100 наши луѓе по 2 раце, тоа се вредни раце за кои што сме купили камиони и опрема за да може тоа да се работи. Сето тоа нормално се трошоци кои што ја произлегуваат од буџетот на граѓаните на општина Карпош, иако тие веќе еднаш плаќаат во буџетот на јавното претпријатие комунална хигиена. Почитувани гледачи, ве поканувам и вас да се вклучите во денешната станица од ЕУ Карванот низ Македонија. Општина Карпош е домаќин. Со нас во ресторанот Ревиста се и група млади граѓани, жители на општина Карпош, кои секако ќе се вклучат во емисијата. Повелете и вие, пишете на нашиот Facebook профил ЕУ Карван низ Македонија, огласете се со прашање за некој од гостите, став или коментар. Инаку Карпош е и моја општина и посакувам се во неа да биде налик на убавите урбанистички дотерани и инфраструктурно средени модерни европски општини. Еден сосед ми вели вака: за мене Карпош ќе биде сосема европска општина кога ќе заминат во историјата старите метални контейнери од кои кипат кесите со смет, кога на улиците ќе нема дупки како кратери и кога на тротоарите ќе нема паркирани возила. Како е денес и колку се остварливи желбите на мојот сосед, а верувам и на поголемиот број на жители од Карпош, да видиме од прилогот на колегата Миле Ристевски. Со име на македонски херои и живење со европско мото. Општина Карпош, европска општина. Нема што нема. Со околу 60.000 карпошовци, ова е една од спалните соби на Скопје. Модернизирана урбана општина во која, според мои пријатели, ако се купува нов или се менува стариот стан, се бара да е повторно во Карпош. Стартувам со култниот драмски театар. Премиера во него е секогаш празник, а низ неговото култно бифе минале безброј уметници, но и политичари. Дружбата овде е неодминлив дел. Како општина која што има голема површина, на Карпош му фали уште некој објект од културата. Да речеме, она што се случува едно Карпушово лето или некои мали манифестации кои што се случуваат во Карпош, не мислам дека се доволни да ги задоволат потребите и на граѓаните на Карпош, меѓутоа и малку пошироко и на граѓаните на град Скопје, кои што гравитираат кон оваа општина. А и што се културни, туку се и хумани.
Минатата недела трет пат за денови на гладта се организираше хуманитарна акција во училиштето Јан Амон Скоменски, каде учениците и професорите, но и граѓаните донираа зимница за социјално загрозените од општината. Европски пример кој треба да го превземат и останатите. Ние како воспитно-образовна институција сме дел од општеството, а секако и нашето општество е дел од Европа и секако наоѓаме начин како да бидеме похумани, како да помагаме пред се на нашите ученици, вработени, на наши сограѓани и сметам дека сме еден добар пример за општеството, за останати воспитно-образовни организации. Општинските власти обрнуваат внимание на секој сегмент, од урбанизацијата до екологијата. Сакаат да кажат дека нивните жители не треба многу да чекаат за вадење потребни документи. Се прават стратешки планови по кои се работи. Со европски пари, од ИПА програмата, извршена е реконструкција на 2 основни училишта во Карпош. Проектот е вреден 570.000 евра. Има, секако дека има и некои недостатоци. Верувам дека сме пропуштиле и некои активности да ги реализираме. Меѓутоа, секоја критика од граѓаните ја примаме како одговорност наша и секако не ги оставаме да не ги реализираме потребите кои што се јавуваат кај граѓаните, а не ги насочуваат. Самокритичноста се чини секогаш успева, бидејќи така се поправаат сопствените грешки. И веќе реков, во Карпош нема што нема. Од болници, средни училишта, кои се на добар глас, до спортски центри. За поекстремните овде има и вештачка карпа за качување. Култните кафеани во оваа прилика ќе ги премолча. Трговските центри се приказна за себе. Исто како и скупи, хамзипашините конаци. Овде странецот има што да види. Општина Карпош е исклучително урбана општина, без малку и да нема рурален дел. Зад мене е локалитетот Скупи. Постојат во нејзина територија уште неколку вакви локалитети на кои општината, но и градот треба да обрнат повеќе внимание за да привлечат повеќе странски туристи. Во партнерство со градот се прави стратегијата за туризам. Токму Скупи да заживее за туристите, да го видат почетокот на Скопје и да заминат со купен сувенир и куп историски факти. Градоначалник Јакимовски, колку се силни врските на Карпош со Европа? Во смисла на збратимени градови, соработка културна, економска? За жал немаме братимење со некоја европска општина, освен општината Тријадица од Софија, со која што сме братимени поодамна, меѓутоа во последно време нашите контакти некако со промената на власта во општината затаја, така да со некоја европска општина ние немаме братимење, претежно е тоа со општини од поранешна Југославија. Нашите контакти што ги имаме пред се со европските институции кои што се овде на територија на Република Македонија во смисла на комуникација за остварување на одредени проекти со кои што била локалната самоуправа подржана од страна на Европската комисија по разни основи, разни фондови и така натаму. Беше посочено за 2 училишта, потоа имаме градинки кои што сме ги направиле енергетски ефикасни и други проекти кои што биле со помош на Европската заедница. Како сте задоволен со тој интензитет на соработка во однос на поддршка на проектите? Па, она што јас мислам дека не само кај нас, туку во цела Република Македонија, мислам дека последниве 2 години се намалува таа поддршка и се чувствува кај локалната самоуправа, имајќи во предвид дека кризата последниве 2 години е се поизразита во Република Македонија, вклучувајќи ги и институциите како што е локалната самоуправа, па и општина Карпош. И мислам дека овие европски средства се дури попотребни од било кога досега да стасат до граѓаните на било која општина во Република Македонија и навистина недостасува таа компонента што значи поддршка од Европската Унија токму за овој дел да можеме
можеме да ги премостиме овие кризни периоди во смисла на изградба одредени инфраструктурни објекти кои што ќе се битни за граѓаните. Например, кај нас сите училишта ги реконструиравме уште 2 училишта, имаме уште 7 градинки да реконструираме, секако дека за тоа ни се потребни поголеми средства со кои што и како би ни било добре дојдена таа нивна подршка, како и да речеме прашањето да се потрудиме да на цела територија на Карпош сите светилки бидат енергетски ефикасни, со што ќе ги намалиме трошоците, како и трошокот на електрична енергија. Професоре Костов, вие сте представник и на невладиниот сектор. Колку жителите на Карпош се граѓански ориентирани? Колку се граѓани во онаа смисла на зборот? Колку се активни како здружение и како такви? Ако можеме да ги рангираме, тогаш ова е една од најграѓански ориентираните општини. Тоа е мојот впечаток. Може би сум субјективен и јас сум жител на некој начин. Може би сум бајаст, како да речам, и пристрасен во некоја смисла, меѓутоа нивото на европска ориентација може би тешко се цени, меѓутоа споредбено со она што можеме да го видиме на територијата на Република Македонија, ова е општина со изразито висока граѓанска свест со европска ориентација. И тоа на секој чекор се гледа од начинот на кој граѓаните на општина Карпош ги прифаќаат стандардите за кои пред малку нешто се спомена, европските стандарди, до чувството на негување на европските вредности, кои исто така на територијата на општина Карпош е далеко позабележливо, споредено со она што може да се види на улиците, во јавните простори, на територијата на другите општини. Колку граѓанскиот сектор и помага на општината во тој пат кон Европа на општината? Конкретно организацијата каде што јас сум на некој начин ангажиран е партнер со општината на нешто што за нас е извонерно значаен проект и тука можам само суперлативи да изразам со оглед на тоа што се зафативме со еден пионерски за Македонија чекор да ги обновиме колективните стамбени згради на територијата на општина Карпош во смисол на енергетски ефикасни, енергетски поефикасни, а и нормално естетски убави. Во време кога тоа никој во Македонија не го правеше и во време кога енергетската ефикасност како поим беше малку позната во Македонија. Сега веќе тоа е еден мејнстрим, како да го наречам, и практиките развиени од партнерството меѓу Хабитат и општина Карпош се реплицираат на некој начин во многу општини из Македонија и примерот се следи, станува масовен, а да при тоа си имам предвид дека тоа токму на територијата на оваа општина започна. Секоја чест за проектот енергетска ефикасност на Хабитат. Што е со оние други прашања што го допираат граѓанскиот сектор? Како стои Карпош и Македонија на тоа поле? Ако Хабитат работи на полето на домување, тоа е само еден мал дел, еден мал сегмент од она што се, да речам, граѓански преокупации на територијата на општина Карпош. Меѓутоа, можам позитивни искуства и во сектор на социјална инклузија, значи социјална вклученост, и во сектор на грижа за маргинализирана популација, значи за категории на граѓани кои едноставно заради сплетна околности не може да се си дозвола стандарди кои ги уживаат останатите граѓани на Карпош. И во таа смисла тоа чувство на заедница што владее, чувство на солидарност што владее на територијата на општина Карпош е по мене без преседан споредено со она што сум можел да го видам на територијата на остатокот на земјата. Арсовски, каква е оценката кога станува збор за прашањето колку карпошовци се европејци по дух кога станува збор за културата, уметноста, музиката? Се, да, во Карпош е доста изразено респектот кон уметноста, кон образованите луѓе, кон културните дејци и така натака. Али сепак, гледано вака, која ќе секој кој погледнав оваа репортажава што сте снимиле за општината, ми се створи една слика дека да, точно, многу е посредено него што беше порано. Тротоарите се чисти, улиците се средени, осветлувањето, така натака. Меѓутоа,
ако на сето тоа само му додадеме една капка поголем стандард, тоа навистина ќе биде онака европски како што треба. Значи би го свел сето тоа дека нашиот стандард на живење многу ќе допринесе во секаков поглед на живењето во општината и воопште во државата. Стандардот во целата држава е неопходен. Бидејќи побогат човек, по економски ситуиран, повеќе ги прифаќа тие вредности. Повеќе сака да оди на представи, повеќе сака да оди на концерти, повеќе сака да конзумира убави работи и така да тие работи се поврзани. Значи, еден ден ако влеземе во Европа, веројатно ќе мораме да се потрудиме и сериозно да го подигнеме стандардот на живењето. Минути за вас, почитувани гледачи, одиме со прашањата од нашиот Facebook профил. Ве молам да ги видиме. Кога во училиштата и градинките во Карпош ќе почне да се применува програмата за здрава храна, децата место паштети и круасани да добиваат овош и зеленчук за ужинка и оброк? Предпоставувам прашањето е за градоначалникот Јакимовски, повелете. Да подсетам, општина Карпош е прва општина во Република Македонија кој што за учениците од прво и второ оделение дава бесплатни ужинки. Останатиот дел од родителите, значи од трето па нагоре, ги покриваат трошоците за исхрана на учениците. И која фирма ќе биде земена, какво мени ќе има, колку средства за тоа ќе бидат потрошени, одлучуваат училишните одбори заедно со оно што ќе го снабдува училиштето со исхрана. Оно што ние сме можеле да направиме е да вработиме нутриционист. Значи, единствена општина во Република Македонија кој што има вработено нутриционист, кој што се грижи за квалитетот на исхраната на учениците во основните училишта. И ние нормално дека се трудиме учениците да имаат што е можно повеќе свежа храна на менито, да овој дел што го спомнува граѓанката, да паштети и такви работи кои што по моје мислење се штетни за младата популација, да бидат исфрлени, да не се употребуваат на менито во кујните. Меѓутоа веројатно се случува некогаш и тоа да го има. И ова е во ред обраќање кое што јас го поздравувам, да и ние поведеме сметка малку повеќе дали навистина се даваат паштети. И нормално, од друга страна што спомна колегата, прашањето со стандардот е, ако нормално повеќе средства се издвојат за храна, секако дека таа ќе биде поквалитетна. Ако средствата се мали, јасно е дека тогаш и оној што ги снабдува учениците со храна ќе се труди да, како се вели, волкот сити овците на број. Има ли инструмент повеќе општината за да смени нешто во менито на најмалите, на децата? Нормално има, ние да вршиме притисок, да укажуваме преку нашиот човек кој што е вработен токму за таа работа, а на училишните одбори да одлучат дали таа храна ќе ја прифаќаат или пак нема да ја прифаќаат, или ќе барат подобро решение. Ама подобрите решенија според моје мислење одат со повеќе пари. Во овој момент барам помош и од луѓето кои се со нас во ресторанната ревиста, во публиката и кои ќе земат учество во емисијата со прашање до некои од нашите гости. Повелете, представете се и адресирајте го прашањето до некои од денешните учесници. Добро вечер, јас сум Александра Тачева, студент на Филозофскиот факултет. Имам прашање до господинот Бојан Арсовски. Како би звучал рефрен на песна на Европски Карпош, во каков ритм би била музиката? Благодарам. Многу тешко прашање ми постави. Значи, дали е Карпош европски или не е европски, ако некој се осмели или има идеја да направи песна, таа ќе биде песна за општината Карпош. Значи, кај некој уметник треба се створи желба од љубовта према општината или према некоја случка или да ја врзе со некоја љубовна емоција и да направи песна за Карпош која ќе му личи кој ќе личи на општината. Дали е Карпош европска општина или не е, песната ќе си остане негова. Повелете следното прашање. Добро вечер, јас сум Александар Бошковски, дипломиран економист. Имам прашање до господинот Стефче Јакимовски, до градоначалник. Значи, колкав е процентот на невработеност во општината и што превземате околу нови вработени, како и едно мало подпрашање кое што лично не интересира нас најмладите, односно младите, бидејќи директно сме засегнати, како да ја спречиме постојаната миграција, односно иселувањето кое што се случува?
Општина Карпош има најнисок процент на невработеност во Република Македонија. Тоа е 16,5%, тоа е според статистичките податоци. За жал морам да кажам дека особено последниве 3 години притисокот и кај нас како локална самоуправа врз нас е се поголем и поголем за вработување и за барање на помош, за вработување особено од младите луѓе кои што се високо образовани, а особено притисокот е за оние кои што се со средно образование. Она што можеме ние како локална самоуправа да направиме е да се потрудиме да влијаеме што е можно повеќе инвеститори да има на територија на општина Карпош, да процедурите кои што ги има во локалната самоуправа да бидат што е можно поефикасни за побрзо остварување на целите кои што ги имаат стопанствениците. Сакам да им апелирам до граѓаните да сите оние кои што инвестираат на територија на општина Карпош, дали е да изградат некој деловен објект, некоја кафеана, некој хотел, градат стамбена зграда, индивидуална куќа и така натаму, да ги чувствуваат како инвеститори. Не како непријатели, не како мафијаши, туку луѓе кои што препознале локална самоуправа и место каде што би можеле дело да остварат своите бизнис амбиции, а нормално ние како општина сме тука кои што треба да направиме баланс измеѓу потребата од квалитетно живење на граѓаните и она што значи интереси за бизнис на бизнис заедницата. Сосема погрешна би била интенцијата да сметаме дека Карпош треба да биде спална соба на градот Скопје. Јас со тоа не се сложувам. Луѓето имаат потреба нормално и од спорт, и од рекреација, имаат и потреба од култура, потреба од здравствена заштита, за тоа какви институции имаат и една битен сегмент е да имаат можност за вработување, особено секако во својата општина. Затоа ние во нашите развојни урбанистички планови водиме сметка за развивање на одредени делови од општината Карпош, а пред се тоа се гравитираат према оној дел на Александар Палас, тој дел сакаме да го развиеме, делот преку реката Вардар, од другата страна, делот кој што го добивме од касарната Илинден и сметам дека дел од нашите насоки треба да ги насочиме кон планината Водно како значаен туристички дел од градот Скопје и од Република Македонија, како и можност да ги пружа на локалната самоуправа. Граѓаните, стопанствениците на територија на општина Карпош се сведоци и може да потврдат дека локалната самоуправа не е таа која што го попречува нивниот бизнис. Многу пати до мене се обратиле, например, оние луѓе кои што имаат киосци по улицата Партизанска или на други делови, со прашање слушаме ќе не рушат и така натаму. Јас секогаш од мене им било кажано дека тие да бидат спокојни, дека локалната самоуправа нема таква намера. Па дури ќе кажам дека и оние луѓе на кои што често пати им смета, да речеме, препродавачи на лубеници, на дињи или не знам што доаѓаат во летните делови и така натаму, сепак ние како локална самоуправа сме толерантни, имајќи во предвид дека тие граѓани почувствувале дека може да се најдат слободни и да функционираат овде на територија на општина Карпош, а во исто време, да речеме, тие производи да бидат поблиску до граѓаните на Карпош. Можете да бидете сведоци токму на овој дел во кој што ние сме вечера овде, трговскиот центар Карпош 3 или популарна лептокарија. Една од причините што не воведуваме зонско паркирање и токму бизнисот, работењето на овие овде кафулиња, ресторани, продавници и останати делови. Јас сум длабоко убеден дека ако уведеме зонско паркирање на територија на општина Карпош, бизнисот, приходите, како и бројот на вработените што екзистираат на овој дел и не само на овој дел, во Порта Влаe, на други делови, кај млечен ресторан, педагошка академија и така натаму, дека тој ќе се преполови и ќе имат сериозен удар врз работењето на овие фирми. Ние сме потполно свесни дека треба да се потрудиме да им овозможиме на граѓаните слободно движење, а од друга страна тоа да влие врз приходите на предпријатијата кои што доаѓаат на територија на општина Карпош. Инаку јас како градоначалник често пати се соочувам со фактот да стопанственици кои што доаѓаат да бараат простор за градба на територија на општина Карпош, да ми кажат дека најдобро се чувствуваат во Карпош, најрелаксирано, без притисоци, уцени или пак било какви пречки во нивното работење и дека најголем дел од нив бараат да најдат можност за да ги реализираат своите бизнис активности токму на територијата на општина Карпош. Александра, ако сте задоволен од одговорот, одиме на нашиот Facebook профил со следното прашање.
Има ли Карпош зеленило, зелени површини согласно европските нормативи? И ова е прашање за градоначалникот, ве молам Кусо. Не знам дали граѓаните знаат дека Скопје е на 7-мо место во Европа по површина на зеленило. Зелените површини на територија на Карпош 3, Карпош 4, Тафталиџе 1, Тафталиџе 2 во делот на Козлето, ние настојуваме да максимално ги заштитиме и ги браниме и гледате колку ние вложуваме средства како локална самоуправа за одржувањето на зеленилото. Ако им кажем на граѓаните дека паркови зеленило е во состојба 5 пати во годината да ги окуси зелените површини, тоа булеварското зелено, а не и блоковските, оно кое што е покрај стамбените објекти на територија на општина Карпош, а ние сме го косиле 20 пати. Тоа само покажува каква е нашата грижа за зеленилото, за дрвата, за цвеќињата, и можете забележите дека ни една општина во Република Македонија нема толку цветни аранжмани како што ги има на територија на општина Карпош. Се тоа наши обиди да ја направиме општината што е можно позелена, да ја направиме попријатна и за око и за престој на сите граѓани во нашата општина. Следното прашање е од луѓето, дамите и господата во публиката. Повелете. Благодарам. Добро вечер, јас сум Маја Стаминковска, магистар по право и по занимање сум правник. Би сакала да му го пустам моето прашање на градоначалникот на општина Карпош, господинот Стефче Акимовски. Вообичаено се говори за проблемот со кој што се соочуваат во градинките и училиштата, особено во градинките, со преголемиот број на запишани деца во мали групи и оделенија. Дали со ова нешто се соочуваат и во овие установи на територија на општина Карпош и доколку е тоа така, во што сметате дека е проблемот? Мал број на градинки и училишта или голем број на деца? Благодарам. Деца никогаш доста. Јас ќе бидам среќен да ги има повеќе. Решение ќе најдеме, ќе кратиме од други работи за да ги задоволиме потребата на најмладите. Дај Боже да тој број се зголемува. Прво училишта, ние имаме добро покриена мрежа со училиште на територија на општина Карпош, готово да секоја местна заедница си има свое училиште. Имаме 14 местни заедници, имаме 10 училишта. Значи Влај 1 и Влај 2 одат во Димо Хаджитимов, Пецо Божиновски Кочо, Кузма Јосифовски Питу и делот Нерези одат во Владо Тасевски, Злокуќени Бардовци одат во Аврам Писевски во Бардовци и останатите населби или местни заедници на територија на општина Карпош сите си имаат свој училиште. Слично и со градинките, ние имаме 9 градинки. Таму е нормално дека имаме потреба за Влај 2 да имаме градинка, за Злокуќени Бардовци да имаме една градинка, за цело Козле, односно Пецо Божиновски Кочи и Кузма Јосифовски Питу, не може двете местни заедници да бидат, бидејќи има многу жители таму ни е потребна уште една градинка, значи има потреба уште од 3 градинки на територија на општина Карпош и како резултат на тоа сите групи се пребукирани. Има дури повеќе деца согласно стандардите кои што се пропишани како нормативи од владата на Република, од Министерството за труд и социјална политика, и од тие причини ние како локална самоуправа не прифаќаме повеќе да во нашите градинки се сместуваат дечиња од други општини, затоа што нема доволно место за децата од нашата општина. Имајќи во предвид дека ние се финансираме од средствата на граѓаните на општина Карпош, и мора да водиме првенствено сметка за потребите на децата од општина Карпош. Слично е и со училиштата, значи како резултат на овие потреби, бидејќи ние ги трошиме средствата на граѓаните на општина Карпош, го запревме примањето на ученици од други општини, затоа што инвестиравме 5 милиона евра токму во реконструкција на училиштата. Сакаме да имаме помали паралелки, да има поквалитетна настава, да има поголема дисциплина, помалку да се оштетуваат училиштата, и сето тоа ќе биде во интерес и во корист на учениците на територија на општина Карпош. Воведуваме и бесплатни ужинки за учениците и екскурзии од помалите класови. Зошто тоа така го правиме? Го правиме затоа што во поголемите оделенија веќе 5, 6, 7 и 8 се уште имаме ученици кои што се и од други општини, и затоа сметаме дека најцелисходно е средствата од нашата општина, од нашите граѓани да ги трошиме токму за нивните деца, и да речеме за некои 7 години сите ученици на територија на општина Карпош ќе имаат бесплатни ужинки и бесплатни екскурзии. Градоначалник, ќе ми дозволите да се уфрлам тука, ако сте задоволни од одговорот, би сакал јас да ве прашам. Гледам магистри по право, филозофија во публиката, млади луѓе, европски ориентирани. Како ја гледате вашата перспектива во општина Карпош? Сакате ли да останете да живеете? Ја гледате ли вашата иднина тука или сакате да заминете? Апсолутно.
пошто дефинитивно општина Карпош е една од најелитните општини, мислам тоа сите можеме да го признаеме, така што зошто би ја гледале на друго место. Благодарам. Покрај големиот број трговски објекти во Карпош со децении се развива и лесната индустрија. Под оваа општина е и Момин поток, најстарата индустријска зона во Скопје. Карпош е прва по уште некои работи, да видиме по што од прилогот на Сунчица Николовска. Изминативе 2 години ова е најпосетуваното место во општина Карпош. Скопје Сити Мол стана регионална мека за трошење пари. Потрошувачи има од цела Македонија, од Јужна Србија и од Косово. Дневно низ него поминуваат околу 25.000 луѓе, со повеќе од 2000 вработени и над 100 закупци на дуќани, со сезонските попусти и со викенд акциите. Сити Мол постави европски стандарди во домашната шопинг култура. Скопје Сити Мол му беше потребен на град како Скопје и на општина како Карпош. Пред се поради тоа што имаме поразителни бројки на економскиот развој во Македонија, с големен животен стандард и потреба од нови брендови. Со отварањето на Скопје Сити Мол, македонската економија ги задржи своите потрошувачи во својата сопствена држава. Покрај големиот број трговски објекти во Карпош со децении се развива лесната индустрија. Под ова општина и Момин поток, најстарата индустријска зона во Скопје. Овој стопанственик старите хангари ги адаптирал во работилници и веќе 30 на години се занимава со изработка на производи за заштита од сонце. Вели дека бројот на фирми во Момин поток е голем, но се уште се соочуваат со основните инфраструктурни проблеми. Немаат вода и канализација, а не им се средени имотно-правните односи. Индустријската зона не е за подценување, зашто многу години е тука, па има и фирми, околу 60-70 фирми се, има фирми и по 300 вработени. Овој дел од Карпош е слаба точка и за општинските урбанисти. Делот кај Зајчеврид и Злокуќани е помалку урбанизиран, не дека не е покриен со детални планови, меѓутоа инфраструктурно одиме сега на развивање на тој дел. Например, касарната Илинден има голема површина, значи има околу 250 хектари површина, кој што значи треба да се урбанизира. Последниве 2 години скопските општини се во трка, нудат атрактивни локации за инвестирање на домашните и иностранските фирми. Момин поток, Злокуќани, Зајчеврид. Локалните економски зони во Карпош треба да донесат нови силни инвестиции, кои ќе отворат нови работни места и ќе ја приклучат општината на патот кон развојот. Во Карпош услови за нови вработувања и нови бизнис можности се создаваат и со спроведувањето на стратегијата за енергетска ефикасност. Ова општина меѓу првите ја наметна потребата за штедење енергија во сите постојни идни стамбени градби. И тоа што општините преземат мерки за модернизација, дополнителна изолација на стамбените згради е многу добра мерка, а со тоа одат кон тоа да ги исполнат овие минимални барања за енергетски карактеристики, кои што се предвидени во стратегијата за енергетска ефикасност и кои што во исто време општините ги внесуваат во своите акцијски планови. Од програмата за енергетска ефикасност на Карпош, 8 милиони евра се предвидени за термоизолација на 163 згради. Останатите 3 милиони евра ќе бидат инвестирани во штедливо улично осветлување и во обнова на старите фасади на училиштата и на градинките. За да не му останам должен на мојот сосед, уште едно прашање за градоначалникот, кога ќе заминат во историјата старите метални контейнери, оние што се отворени и што од нив кипат кесите со смет? Одлично прашање. Се договараме со градот Скопје да постепено започнеме со изградба на подземни контейнери. Најпрвен тоа ќе започнеме со изградба по улицата, по главните булевари, а потоа ќе се влегува и внатре по блоковите и мислам дека во еден период од 3 до 5 години би требало тој дел да биде наша историја. Господа, каква е вашата визија за вашата општина по 10 години? Професоре Костов. Па јас се гледам како социјално одговорна општина, каде јавниот и деловниот и граѓанскиот сектор ќе работат заедно за добробит на граѓаните на општината. Видов професорот Димитров спомена обнова на стамбениот фонд на територијата на општина Карпош, нешто што мене посебно ме интересира и би сакал во наredните 10 години тоа и да се случи, да
посетителот на општина Карпош по 10 години има чувство дека е во некој град во Средна Европа. Уго, градоначалник? Па јас не видам многу што да додадам она што го кажа господинот Костов, значи на симбиоза меѓу локалната самоуправа, граѓанскиот сектор, граѓаните и бизнис заедницата, подобрување на услугите што ги дава локалната самоуправа према граѓаните, како и запазување на сите оние стандарди во делот на енергетска ефикасност, инфраструктура, услови за живот, за здравствена заштита, социјална заштита, за култура, за спорт, за образование на европско ниво на територија на општина Карпош. Арсовски Карпош 2024-та, можеби некоја голема концертна модерна европска сала или нешто друго. Па не мора да е голема. Големата нека биде на градот, нека има една Карпошова сала, концертна сала и можеби е добро во Карпош порано многу се свиреше, али немавме каде, па свиревме по гимназиите, така да може да добро би било да има и по некој клуб, каде што ќе има жива свирка, каде што ќе има така презентации, нови видувања, каде што ќе има појава на слободна музика, слободна мисла. Треба и слободна мисла да се развива малку. Не? Така. Господа, ви благодарам за учеството во денешната емисија. Почитувани, Карпош не може сам во Европа, но има капацитет и мора да биде една од водечките локомотиви на македонската композиција на пругата кон Унијата. Ви благодарам на вниманието, довидување идниот четврток во следната ЕУ станица Струмица.